Со нестручно собирање лековите растенија со кои изобилува Македонија, вандалски се уништува природното богатство и наскоро може сериозно да се загрози опстанокот на одредени видови. 56 вида растенија веќе се наоѓаат на листата на загрозени видови, со кои со помош на стручњаци од научно-образовни институции ја подготвува Министерството за животна средина. Лековитите растенија се незагрозени во Струмичкиот регион, каде што најмногу се берат. Потоа во Бировско, Далчевскиот, Битолскиот, Ресенскиот, во другите области, иако многу ги берат, не се загрозени, бидејќи природните услови им овозможуваат набрзо да се обноват. Од шумско стопанство Беласица од Струмица започна со проект кој ќе значи обновување и зачувување на ароматните растенија. Се работи за неколку треви кои што ќе бидат кај нас садени, значи ние имаме расад од лаванда, од неколку други растенија кои што ќе се употребат понатаму во производство на етерично масло. Имено мораме да кажеме на јавноста дека ние во подружница Берово, која што е дел од рамките на Македонски шуми, имаме дестилатор кој што навистина може да допринесе да се произведат квалитетни етерични масла и од тие причини. Ние како подружница која што има навистина добар расадник со една добра екипа, ќе направиме се да оформиме добар дел на убави садници кои што понатаму ќе ги пуштиме на дошколување на отворените површини и во Радовиш во расадникот, а може би во Свети Николе. Собирачите ги уништуваат лековитите растенија бидејќи не бодат сметка дали од одреден вид е потребен само цветот или стеблото или туку се корнат. На тој начин се оневозможува тие да дадат нов плод и да се обнови нивниот фонд во природата. На удар на берачите се боровинките, камилицата и дучката трева. Новиот проект на шумското стопанство Беласица од Струмица ќе значи не само обнова на некои видови, туку и збогатување на палетата етерични масла кој контролирано ќе се произведува.